Од 20 јуни пензионерите и во недела бесплатно ќе се возат во автобусите на јавното сообраќајно на претпријатие Скопје, најави денеска градоначалникот на град Скопје Куца Трајановски. Пензионерите бесплатно ги користат услугите на ЈСП Скопје и во вторник, петок и сабота. Добро дојдовте во Урбаните вести, со оваа информација започнуваме за денеска. Од денеска за учениците од основните и средните училишта започнува летниот распуст кој ќе трае до 1 септември. Истовремено денеска завршува и екстерното тестирање кое започна на 2 јуни. Во учебната 2013-2014 година настава следеа повеќе од 200.000 основци и средношколци, а околу 20.800 деца за прв пат седнаа во училишните клупи. Со крајот на учебната година се заокружува и годинашното екстерно тестирање, со кое беа опфатени вкупно 180.037 ученици од 4-то оделение во основно образование до 3-та година во средно образование, како и 18.126 наставници во 680 основни и средни училишта. Годинава за прв пат еден месец пред полагањето беа јавно објавени прашањата за екстерното тестирање. Градоначалникот на општина Бутол Петра Латиновски денеска ги посети семејствата Продич и Циуновски на улицата Скоевска во Радишани, чии што куќи во четвртокот ги зафати голем пожар. Пожарот предизвикал голема материјална штета, но за среќа никој не е повреден. Латиновски, како и многу пати претходно, веднаш реагираше и одлучи со по 40.000 динари да им помогне во санација на штетата на двете семејства. Дојде до ненадеен пожар во населбата Радишане, точно на улица Скоевска. Опожарени се две семејства, значи добро е во целата несреќа што немаме повредени. Ние како локална самоуправа, како општина, како и досега што сме помагале, така и на семејството, на две семејства кои што се зафатени со пожарот, во склоп на нашите законски норми и прописи ќе помогнеме со еднократна парична помош во моментот. Добро е во целата несреќа што нема повредени, добро е во целата несреќа што комшиите сите реагирале, дошло и пожарната и затоа мислам дека последиците се далеку помали. Значи висината на еднократната помош ќе би изнесува негдека 40.000 денари и за едното семејство и за другото семејство. Со филмот Револт ќе биде отворено во годинишниот 5-ти поред фестивал на документарен филм Македокс. Во рамки на фестивалот ќе бидат прикажани 38 филмови. Под мотото Природно, од сабота до 20 јуни во Куршумлијан и Младинскиот културен центар ќе се одржи 5-то издание на фестивалот за креативен документарен филм Македокс. Фестивалот ќе биде отворен со филмот Револт, а потоа ќе биде прикажан Откачи. Главната програма ќе почнува во 21 часот во Куршумлијан, а вечерните проекции во МКЦ се во 19 часот, додека во 12 часот ќе има пладневни проекции кои се новина од оваа година. Директорката на Македокс, Киријана А. Николоска, денеска на пресконференција најави дека покрај стандардните термини за разговор со гостите под смоквата, новина во програмата е утринското доку кафе во МКЦ, замислено како серија часови на режисерите, чии филмови ќе бидат дел од филмската програма, секој ден од 10:30 до 12 часот. Дека растеме говори самиот факт од околу 380 пријавени филмови оваа година за фестивалот, кои што доаѓаат од 64 земји во светот, од 4 континенти, што несомнено кажува дека Македокс веќе се постави на интернационалната мапа на документарни фестивали. Селекторот на филмската програма Петра Селикшар забележа дека годинава има повеќе филмови изработени од млади луѓе во форма на студентски кратки филмови. При тоа посочи дека се предвидени две работилници, креативна употреба на архивски материјали во документарните филмови, што ќе ја водат Ноеми Скори од Израел и Мира Турејлик од Србија, и филмска продукција предводена од Катриел Скори од Израел. Ова година фокус е малце повеќе на балкански земји, затоа што стварно више регионот не прави само репортажи, него стварно добри креативни документарци. И друго нешто што мислам дека е многу битно е дека имаме жири од студенти од филмски школи од Македонија и би сакале, значи, да биде истекнати филмови за деца, со деца, за млади, и со тоа исто така би сакале некако да македонска документаристика
se rascveta, ali ova godina imame 12, više imame znači napredok, 12 studentski dokumentarni filmovi od Makedonije, što mi je golema radost, da kažem. На фестивалот ќе гостуваат автори од Балкан, од Шпанија, Израел, Германија. Патувачкото кино на Македокс оваа година ќе се одржи во август во 8 села во Демир Хисарско. Македонија во Козле, подочно запуштениот зелен појас спроти поранешната фабрика Алумина ќе се уридува по завршувањето на реконструкцијата и изградбата на нови коловозни ленти на улицата Теодосиј Гологанов. Во моментов се изработува проект за содржините што ќе бидат дел од новиот парк. Реконструкцијата на Гологанов планирано е да заврши на есен, пошто би започнала обновата на зеленилото на путегот до студентскиот дом Гоце Делчев. Проектот ќе се реализира во фази. Првиот дел од паркот Македонија се протега од Министерството за економија до Алумина и беше уреден пред 2 години. На површина од 30.000 квадратни метри беа засадени 8.000 цвеќиња и 300 високи дрвја. Поради изведување градежни работи на двете стари коловозни ленти од булеварот Трета македонска бригада. Од утре возилата по оваа сообраќајница ќе се движат по новопробиените 2 коловозни ленти, и тоа на путегот од бензинската пумпа Пуцко Петрол до раскрсницата со булеварот Србија. Овој привремен сообраќаен режим на булеварот Трета македонска бригада ќе важи до завршување на градежните работи за проширување и реконструкција на оваа важна сообраќајна артерија. На посочената делница од булеварот ќе биде поставена соодветна патна сигнализација. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат поставените сообраќајни знаци и да ја приспособат брзината на движење на условите на патот. Српскиот ракометар Дарко Ѓукиќ од следната сезона ќе биде дел од тимот на Металург. Поранешниот италијански репрезентативец Филипо Инзаги е нов тренер на Милан. Вистите од спортот се веднаш по рекламите.